Денес небесната и земната црква го слави споменот на преподобен Амон. Тој по потекло бил од Етиопија и бил сирак. Затоа стрико му го зел да го чува и кога дошло времето за неговата женитба, тој го убедил тој да го направи. Меѓутоа преподобниот Амон имал толкава љубов кон Христа и кон денствениот живот. Затоа уште тој во првата брачна ноќ се советувал со жената да останат денствени до крај на животот, за да му угодат на Бога и да ја достигнат неговата слава. Таа се согласила и тие 18 години живееле во таков богоугоден живот. И откако се осветиле, се договориле да се разделат, да не живеат веќе во една куќа. Преподобниот Амон заминува во Нитриската гора, каде што основа манастир и собира братство околу себе. А неговата жена останува во нивната куќа и откако присобрала, многу денствени жени ги замонашила, а таа како игуманија ги раководила. Смртта на преподобниот Амон ја посведочил светиот Антони Велики. Тие не живееле близко, меѓутоа свети Антони, додека седел во својот манастир со своето братство, се насменал и откако го прашале зошто е радосен и се смее, тој рекол дека ја гледа душата на преподобниот Амон како ангелите ја вознесуваат во Царството Небесно. По неколку дена браќата отишле во неговиот манастир, во манастирот на преподобниот Амон и дознале дека навистина во денот и часот кога светиот Антони Велики ја видел душата негова, тој се представил во Бога. По неговите молитви, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Амин.